Го погледнавте джинглот будење, тоа значи дека е време да разбудиме некој. Дали тоа вистински ќе го направиме или не, или е можеби ранобудник. Утрово се поврзуваме со Куманово, со познатиот актер Марко Трајковиќ, кој што пред известен период го имавме тука во студиото, со оглед на големиот повод кој што тој го имаше, а тоа беше ликот на Калигула и тоа е представата која што е се уште многу актуелна во Кумановскиот театар. Па Марко, да ти посакаме добро утро. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата за емисијава. Како си, Марко, дали на вистина те разбудивме или си човек кој што ужива можеби во овие рани утрински часови? Дефинитивно не уживам да станувам во раните утрински часови. Многу попријатно ми е да гостувам во вечерни емисии, ама затоа што не морам да водам до Скопје, затоа што преку Вибер малку ми е подобро, да ти кажам право. Така, искрен како и секогаш и неодамна во нашето студио, но и вака онлайн. Добро е утрински да се слушнеме и во овој дел, каде што многу не интересираат и твоите утрински ритуали. Еве, кога веќе се разбуди малку порано за утринска нателма, може да забележиме дека и го пиеш утринското кафе, претпоставувам дека е кафе, а и си со твојот, како велиме, најдобар, најверен пријател. Да, ова ми е втората керка, Аја, која е како моја сенка која ме следи секаде низ куќата каде да се движам. И ете изгледа избра да гостува со мене во емисијава. Покажи ни малку, Аја, за каква раса на куќа станува збор? Лабрадор. Лабрадор. Аја, ќе те видиме во кадар или? Или не е толку по камерите? На телма си. Аја, на телма си. Да. Марко, супер друштво, видиш како сенка те следи. Колку време се дружите со Аја? Со Аја се дружиме скоро 5 години. Да, и дали таа промени некои навики во поглед на твоите утрински ритуали, бидејќи секое куче е како секое дете, треба да го прошеташ, да го нахраниш, да го подмириш, што се вели, но особено луѓето кои што имаат миленици знаат посебно да уживаат во оние прошетки во рани утрински часови. Дали си и ти еден од тие? Јас и Аја уживаме во прошетки во тоцните ноќни часови, кога нема луѓе надвор, и Аја си се разбира, таа се прилагодува на мојот распоред. Така и тоа го прават кучињата со своите собственици, но како за луѓето, така и за нив во овие топли денови е исклучително предизвикувачки како да се помине денот. Веројатно и прошетките треба да бидат или рано наутро или доцна навечер, но сепак но сепак нели да ги има. Кога зборуваме за еден, да речеме, динамичен живот и кариера како што е твојата, па при тоа нешто што изискува и можеби и стресни секојдневија, колку, како што и досега многу пати ќе речат, токму кучињата или домашните миленици знаат да го неутрализираат тој стрес кој што сакале или не ни го носи работниот ден. Епа, не знам како е за другите собственици, за мене секогаш кога ќе си ја погледнам Маја и кога ќе ми текне дека таа живее само во моментот, а не како нас да се оптеретува со беспотребни стресови кои уште реално 90% не ни се ни случиле. Да, баш така. Малку сум и љубоморен и завидувам на таа способност да ти уживаш само во моментот, без разлика на што и да правиш, така да тоа ми се допаѓа кај кучињата, што го нема кај луѓето. Што може да не научат. Една која би можеле да им ја украдеме. Да, многу убаво кажано, одлично. Марко, видовме дека конзумираш кафе, дали си љубител страствен на кафето, имаш ли некој посебен ритуал и те сакаш можеби со Аја и со во некои мирни минути да го испиеш? Дали остануваш на едно во текот на денот, како оди во тој поглед? Во текот на денот останувам на 10 до 15 кафе. Тоа значи може да се каже дека сум љубител на кафе, до пред некоја година со... И тоа да го додадеме. Нека е екстремен. Да. Со брат ми држевме и кафе студио во Куманово, значи фамилијарно сме љубители на кафе. И дефинитивно не би останал никогаш само на едно кафе. Да, тоа значи дека малку подлабоко имате навлезено во целата таа филозофија наречена кафе и ги познавате вкусовите, мирисите и така натака. Тоа што значи какво кафе конзумираш? Моментално конзумирам Јакобс крема, инстант кафе. Кога сум дома практикувам инстант кафе, кога не ме мрази да го пуштам кафематот, да си пуштам еспресо или да си направам некој друг тип на кафе. Затоа што ова ми е најпрактично. Со ова се шетам и на работа, исто така сум познат по овие полулитарски шоли за кафе.
на работа, велат него Марко Солонецот, кога ќе прошетам низ ходника, вака, ако станам во 7 наутро за емисија или за било што друго, денеска ни 15 кафења не ме крпат. Добро, ќе придонесеме можеби зашто некоја шолја кафе плюс, но ќе имаме интересни утрински минути. Споминавме дека неодамна ни беше во студиото гостин заедно со твој колега. Зборувавме за Калигула, зборувавме за тоа колку всушност ова представа остава впечаток кај публиката, но колку и бара од самата актерска екипа, но истовремено забележавме еден голем жар, страст и ентузијазам од твоја страна, веројатно и од целокупната актерска екипа, и тоа навистина зборува многу. Ако кажеме дека ова беше на прилично година која што исполнета со труд и работа, тогаш летото е пред нас, дали ќе се работи, дали ќе се одмара, колку, каде, како, кои се твоите планови? Значи, еве до пред 12 часа игравме Калигула, вчера беше последната изведба, мислам последната реприза, и баш поради Телма имавме еден мал момент на сцена вчера после представата, некоја господја, постара, Добро. која не гледала на утринската емисија, тоест не, на емисијата во Телман, да многу емисии гостувавме во последно време за промоција за Калигула, застана жената да го побара мојот прв автограм во животот, кој сум го дал некому. Нели, толку бев збунет и тоа аплаузот траеше 5 минути и кажа жената не гледала на Телма, си купила карти веднаш, дојде да ја гледа представата, воодушевена беше. Супер. така. Тоа Марко некако и за нас е, да речам, убав момент Да. и ни значи заради тоа што навистина ние имаме публика која што секогаш сакаме да ја пратиме на исклучително добри работи, така и представата Калигула за која што навистина многу се зборуваш и се велеше дека нели откокнува од оној стандарден начин на игра на некаква представа, така што ме радува што и ете последната изведба вчера, иако таа нема да биде веројатно последна за годинава, но можеби за оваа актерска сезона да. Се надевам дека се помина супер и дека веројатно си многу благодарен на можноста да го играш Калигула и да ги доживееш сите овие успешни изведби изминатиот период. Да, и се разбира, представата е многу напорна за играње. Мислам дека не би можел повеќе од 2-3 пати месечно да ја одиграм. Представата си бара голем влог физички, психички, емотивно. И мислам дека беше последна за ова театарска сезона, нели? Мислам за месец и половина би отвориле сезоната повторно пак со Калигула. Имаме потврдено гостување на фестивалот Шишко во Прумиза, веќе сме поканети. Тоа ќе се случува во септември, 11 септември мислам дека гостуваме поточно. И едва чекаме да видиме и тоа како ќе излезе. Мене ќе ми недостига Калигула овие месец и половина. Но за среќа се бавиме со екипата и околу други работи. Околу Калигула треба да го доснимиме и документарниот филм поврзан со самата представа, со процесот на креација и така натаму. Мислам дека публиката и оние кои сакаат да видат нешто повеќе за Калигула ќе имаат што да видат. Ова ќе биде готово. Така е, Марко, верувам дека ќе бидат успешни сите овие изведби кои што ги напомена. Онаа пауза која што ја најавуваш дека ќе ти надостига Калигула, дали може би во тој временски период, бидејќи си сега целосно навлезен во ликот, како што им се случува на актерите, ете кога ќе има така некоја можеби подолга пауза, ќе ти фали ликот, но дали потоа при следната изведба ќе ти биде малку потешко можеби да навлезеш во истите чевли? Да се вратиш во колосек. Не знам како е за другите колеги и за другите улоги, не знам кои ги толкуваат, но јас од Калигула не планирам да излезам 1-2-3 години минимум. На толку работа и на толку труд ќе те обидам што подолго да ми трае ова расположение. Јас 5 години го чекам овој проект, сакам барем половина од тоа по изведбата, нели по премиерата на самата представа, да не излезам од тој филм на Калигула и од тие ритуали, сите што ми се поврзани со него, вклучувајќи физички тренинги, нели, се разбира и уште истражување и уште растење во тој лик. Мислам дека многу поразлична представа ќе е Калигула на 20-та изведба и сега, што е моментално, затоа што вчера беше 7-та изведба. Представата си расте и самиот лик на Калигула, што го креирам натре, исто така гледам дека, забележувам дека расте, што ретко ми се случува во моите представи. Генерално, играш еден лик, не ти недостига, го сваќаш како работа, то Калигула не е така.
Така е, верува Марко, некако и јас претпоставувам и Ивана посакуваме да те погледнеме тебе во таа представа, иако споминавте дека ќе има нели некои можеби патувања во останати градови, ако бидете и во Скопје ќе ни биде драго да ве погледнеме. Да, инаку ние си подготвуваме тука некој наш утрински оброк, како ти оди тебе во поглед на појадоците, ги прескокнуваш или ти се задолжителен? Што Ги прескокнуваме ли? Добро, не ни доврши, значи не ти се задолжителен дел од денот. Добро, кога појадуваш, Марко? Како затоа што сепак еве се тоа што го спомена и физичките тренинзи за Калигула, сето тоа бара многу голема подготвеност на телото да може да го издржи сето тоа. Тоа значи дека и храната е доста важна. Да. Да, јас никогаш во животот не сум бил на некои посебни диети, освен сега кога влегов во процесот на Калигула, што значи сега на 11 јули ќе ми влезе една година како сум на посебен режим во врска со исхрана и генерално во текот на денот не јадам. Не јадеш? Гледам првиот оброк да ми биде околу 7 часот навечер, 8 часот, освен кога играме Калигула директно, тогаш првиот оброк ми е по представата, значи ќе ми се фати околу 10-11. Така да кажеш дека буквално си гладен цел ден? Цел ден. Добро. Има секој си своите ритуали, така? Да. Да, само на кафе сум цел ден и на цигари до вечерните часови кога имам само еден оброк и тоа ми е за 24 часа. Мене ми беше многу чудно кога тренерот со кој што вежбаме, со кој што припремаме нели за ликот на Калигула, ми го спомна овој режим на исхрана, бев малку скептичен, но кога ги видов резултатите што ми ги донесе, веќе не сум скептик и веќе сум навикнат на еден оброк дневно. Да, веројатно секој се пронаоѓа со своето темпо и во однос на исхраната и дневните оброци и во однос на тоа како сето тоа влијае на нашиот организам или здравје, што е најважно, а ако тоа е добро за твоето здравје, се разбира дека нели секој си го познава своето темпо и понатаму така функционира, иако ние ентузијастички со Цеца ќе те прашавме дали си подготвуваш можеби некои вака здрави оброци. Со оглед на тоа што е со 15 кафиња на ден, ова е десерт здрав со кафе, така што мислам дека може да ти биде само добар предлог, Марко, да знаеш. Здраво тирамису со кафе. Мислам секако за појадок, а не за вечера. Кој ќе одлучиш да појадуваш? Да. Шегата настрана, Марко, тука некаде ќе ти заблагодариме за твоето утринско дружење. Фала многу што ете навистина стана за нас. И дека веројатно како кажа, не знам како ќе го издржиш денот сега со поише од 15 кафиња. Затоа што си станал многу рано. Тоа не е проблем. Да, но ти благодариме навистина од срце што утрово беше дел од нашата утринска нателна, што и на ваков начин се подруживме. Само еве некаде пред крајот, имаш ли дестинација за летен одмор? Ќе одмора ли Калигула ова лето? Најверојатно се уште не. Се уште не. И тоа голем дел зависи од керка ми, таа каква желба ќе изрази и најверојатно ќе си ја послушам желбата на керка ми, каде и се оди таму ќе одиме, колку и се оди толку ќе одиме. Така да Калигула ќе си одмора со керка му некаде. Одлично, тоа е веројатно најубавиот одмор. Ти посакуваме и убав одмор и да проложиш нормално и ваков како што си, искрен и се разбира успешен во она кое што го правиш, кое што при тоа како што можеме да забележиме ти е и огромно задоволство и ти дава навистина енергија или како велиме ветер во грб кога зборуваме за актерска кариера. Се надеваме дека веќе следната сезона од септември повторно ќе се видиме во утринска, па ќе може да позборуваме за нови проекти, можеби нови представи, нови успеси. Марко, ти благодариме. Да. Уживај во денот, уживај во Куманово, веројатно и таму многу топло, така? Топло, 40. Да. Ги издржуваш, ги преживуваш? Како не, никаков проблем. Одлично. Поздрав до тебе голем и уживете во овие топли денови кои што ги имаме насекаде низ нашата Македонија. Поздрав до тебе, беше тоа Марко Трајковиќ, актер од Кумановскиот театар, кој што беше дел од нашата рубрика Будење.